Кратки најави за денешниот дневник. Македонија го слави 11 октомври, денот на народното антифашистичко востание под мотото "Секогаш на вистинската страна". Положено свежо цвеќе пред спомениците на великаните од НОП во Охрид. На државно земјиште во Струга нелегално се наплаќа паркинг. Седумдесетгодишен жител на Стар град ја прашува локалната како граѓаните да се заштитат од некоректниот однос и самоволието на таксистите. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно и нестабилно. Врнежиот дожд, пониски температури и измерени максимални само 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда ќе биде умерено облачно, но релативно топло. Утре на најголем дел од Апенинскиот полуостров, локално на Балканот, времето нестабилно. Ќе има врнежиот дожд кои се очекуваат и над Алпите. Во останатите делови од Европскиот континент сончево со локална облачност и релативно топло. На Балканскиот полуостров во среда времето умерено облачно. Ќе има сончеви периоди, ќе биде посвеж. На југот полуостровот нестабилно со локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 16 до 23 степени Целзиусови. Утре во Македонија не очекува облачно време. Ќе има повремени, но кратки сончеви периоди, а попладни услови за слаби и локални врнежи од дожд. Освен на југоисток од земјата, каде се очекува суво време со умерен слаб северен и североисточен ветер. Минималните температури од 7 до 15, максималните дневни температури утре во Македонија од 11 до 22 степени. Во Охрид во среда времето умерено облачно. Ќе има сончеви периоди, а попладне само услови за локални врнежи од дожд. Минималната температура 12, дневната 17. Во Охрид во четврток и петок умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Минималните температури 10, односно 9 степени. Дневната ќе достигне до 18. Во сабота времето во нашиот град сончево со локална облачност и потопло. Минималната 8, а дневната 19 степени Целзиусови. Супер акција во Миса Маркети. Кораб биено сирење 399 денари, перутнина пилешки крилца 750 грама 279 денари, меджик кикирики 900 грама 155 денари, елен вода 1,5 литри 15 денари, подравка нудли 75 грама 19 денари, перутнина посебна салама 800 грама 169 денари. Чипси солени или цацики 150 грама или ребрасти 150 грама плюс 50 грама гратис 65 денари. Синалко кола 1,5 литри 39 денари. Афродита маска за лице 1 плюс 1 гратис 99 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Македонија денеска одбележува 81 година од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната борба. На 11 октомври 1941 година првиот прилепски партизански одред Гоце Делчев го нападна бугарскиот полициски участок, затворот и телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп, а следниот ден се огласија и партизаните од Кумановскиот одред. Во градот Првоборец Куманово, на спомен костурницата на паднатите борци од НОБ, денеска се одржа централната манифестација за одбележување на празникот 11 октомври, денот на народното востание под мотото "Секогаш на вистинската страна". Со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, нашата држава во 1941 година застанала на страната на слободата, на правдата, на целокупното прогресивно човештво против уништувачкиот фашизам и нацизам во светот, истакна премиерот Димитар Ковачевски во своето обраќање. Денеска Македонија постои благодарение на ова 11 октомвриско победничко антифашистичко народно-ослободително движење, чишто политички успех е првото заседание на АСНОМ, кога народот го официализира и идеалот за сопствена македонска држава. На ова свето место, спомен костурница во Куманово, вечниот дом на над 300 борци кои своите животи ги положиле во темелите на родната земја. Оддаваме почит кон сите борци во антифашистичката и народно-ослободителната борба и испраќаме пораката дека светиот аманет да се биде на вистинската страна е примен, чуван, реализиран и ќе биде предаден на идните генерации, кои од секогаш во името на добрата иднина на Република Македонија. Континуитетот да се биде на вистинската страна го задржале и генерациите од поновата македонска историја, минувајќи го патот на својата повеќе децениски развој и растеж како дел од СФРЈ, а потоа и како самостојна држава со членство во Обединетите нации, пребродувајќи го конфликтот во 2001 година со полноправното членство во НАТО и предизвикот да ги реализираме и европските интеграции и да станеме полноправна членка на Европската Унија, посочи премиерот. Свесен сум за загриженоста што ја предизвикуваат обидите за спорадични и иритирачки провокации, кои што повремено и намерно се стимулираат во земјава од страни чии што интереси се реакции спротивни на остарувањето на нашите државни стратешки цели или со подлабоки мотиви од тие. Но ние сме целосно посветени на заштитата на државните интереси и кон институционални решенија, согласно законите и европското поведение, и на овој начин ќе се справуваме со таквите предизвици. Председателот Стево Пендаровски и владината делегација по повод Денот на народното востание положија свежо цвеќе пред споменикот Ослободители на Скопје на плотото пред владата. Како дел од чествувањето на празникот 11 октомври, официјална владина делегација учествуваше на настан во општина Прилеп пред споменикот на Методија Андоновченто. По повод 11 октомври во Охрид положено свежо цвеќе на спомениците на борците од народно-ослободителната борба. Празнувањето на Денот на востанието на македонскиот народ и почетокот на народно-ослободителната борба денес продолжи со полагање свежо цвеќе пред спомениците на борците од НОБ во градскиот парк, дворот на Основниот суд, на стручното средно училиште Свети Кирил и Методиј и на градските гробишта. Пред великаните на НОБ се поклонија во знак на почит делегации на општина Охрид, Општинската организација на Сојуз на борците, представници на политичките партии и пратеници. Физичко лице узурпира државно земјиште во центарот на Струга и нелегално наплатува паркинг. Нема фискална сметка, нема регистрирана дејност, но речиси 1 година заработува на црно. По пријава на револтирани граѓани на терен полицијата и инспекцијските служби. Во центарот на Струга нелегално се наплатува паркинг. Физичко лице узурпира државно земјиште. Самоволно го обележал просторот и спротивно на законот наплатува 100 денари за паркирање. Нема фискална сметка, нема регистрирана дејност, но речиси 1 година заработува на црно. Граѓани испратија снимки до медиумите.
Овде ќе платиш. Дај ми да ево фискална, дај ќе ти платам. Ќе видиш. На црно ќе платам. 5 денари. И имаш ти фискална? Такви фискални делитови. Револтирани граѓани случајот го пријавија во полицијата, од каде е извршен увид. На терен излегоа и инспекциските служби. Имам наблека по закон за забрана изпитување на нерегистрирана дејност и решение за забрана за вршење дејност 30 дена. Надлежните поднесоа пријави и казни, но лицето не се откажува од јавниот простор и натаму нелегално наплатува паркинг. Колку е за наплата? 100 денари. Овде во центарот на Струга и покрај забраната за вршење на нерегистрирана дејност и натаму продолжува нелегалното наплатување на паркинг. Стружани реагираат, велат самоволието на поединци во градот трае со години, а институциите се немоќни да стават крај. Од општина Струга велат комуналните инспектори биле на терен и изрекоа преставка. Од полицијата пак велат ќе биде поднесена соодветна пријава. 70-годишниот Мирослав Павловски, жител на Стар град, бара од општината да му објасни дали постои начин граѓанинот да биде заштитен од самоволието на поедини такси превозници. Тој преку рубриката Ти си твојот град се пожали дека иако летната туристичка сезона е завршена, проблемите со такси превозот во Охрид продолжуваат. Мирослав и неговата сопруга во поодминати години секогаш кога ќе ја напуштат куќата во Варош, неизвестно е дали ќе најдат такси превоз да се вратат дома. Проблемите со такси превозот во Охрид и по завршување на туристичката сезона продолжуваат. Во рамки на рубриката Ти си твојот град на ТВМ продолжуваат да пристигнуваат жалби и поплаки за услуги на поединечни такси превозници. Мирослав Павловски со својата сопруга во поодминати години, кога ќе слезат од Стар град, секогаш се во неизвестност дали ќе најдат такси превоз да се вратат дома. Последното негативно искуство било пред неколку денови, кога во доцните вечерни часови кај пристаништето побарале од двајца таксисти да ги превезат до стариот дел од градот, но добиле одговор дека Варош не возеле. Се упатиле кај постојката кај градскиот пазар таму да си ја побараат среќа. Имаше 4 такси возила. Таксите со од Моби Дик и таксито од Сузуки одбија да не превезат до Варош, рекоа дека Варош не возиме. Уште едно такси имаше од Мерцедес кој не превезе во стариот дел на градот. 85% од граѓаните се незадоволни од такси услугите во Охрид, покажуваат резултатите од анкетата која ТВМ ја спроведе во август годинава преку Ти си твојот град. На прашањето која негативна појава при користење такси услуга им се случила, најголем број од анкетираните граѓани посочиле дека таксистот одбил да ги вози на одредена дестинација. Тоа е реален проблем за граѓаните како Милосав кои навистина имаат потреба од такси превоз. Не можам да сватам, ние на 70 годишна возраст практично бевме останати безпомошни на улица. Пешки не можеме се вратиме дома, а таксистите не превезуваат. Дали тоа политика на компаниите или тоа е само властие на возачите. И друго, собранието како издавач на лиценците за такси превоз, барам да испитат на кој начин може да не заштитат. Представници на такси компаниите во Охрид не сакаат да зборуваат пред камера. Едни воопшто не сакаат да го кажат својот став за темата која со години се наметнува како проблем. Други пак сметаат дека политиката на нивните компании е да ги обслужат сите, а посебно граѓаните со попречност и повозрасните лица. Сметаат дека лошата слика за такси и услугите во градот ја креираат поединци на кои такси превозот не им е примарна дејност. Во април годинава во пресред на туристичката сезона, кога негативните појави во такси превозот се најзастапени, од општината и градоначалникот Кирил Пецаков беше најавено поставување информативни табли со број на кој незадоволните граѓани и туристите ќе можат да пријавуваат такси превозници и засилена инспекциска контрола на такси превоз. ТВМ кон крајот на сезоната побара информација од локалната што од планираното спровеле во врска со проблемите на охриѓани со такси превозот, но како и такси компаниите и од општина Охрид не сакаат да разговараат на оваа тема. Утре ќе биде официјално отворен Младинскиот центар во Охрид. Младинскиот центар се отвора согласно Законот за младинско учество и младински политики. Центарот е место каде ќе се подготвуваат и спроведуваат програми кои ќе ја подобруваат благосостојбата на младите, развојот на личниот, социјалниот и професионалниот живот на младите.
информации од важен интерес за младите и други аспекти од животот на оваа генерација. На настанот своје обраќање ќе имаат градоначалникот на општина Охрид, Кирил Пецаков, извршниот директор на СЕГА, Зоран Илиевски и раководителот на Младинскиот центар Јован Цветковски. Коалицијата на младински организации СЕГА е избрана младинска чадор организација која ќе раководи со Младинскиот центар Охрид во период од 3 години, а со подршка на општина Охрид. Следуваат вестите од светот. Едно лице утринава загина во нов руски ракетен напад во Запорожје, каде врз јавни институции беа истрелани 12 ракети С-300, објави на каналот Телеграм регионалната војна управа на овој украински град. Агенцијата Украинформ, цитирајќи ги локалните украински власти, наведе дека 2 ракети погодиле автосалон, при што загинало едно лице, а другите ракети погодиле образовна и една медицинска установа, како и едно училиште. Од утринава во централниот, јужниот и западниот дел на Украина повторно се слушаат аларми за воздушна закана, јавија британските медиуми. Според новите податоци на украинските власти, во вчерашните жестоки руски ракетни напади врз повеќе градови на Украина загинале 19 лица, а 105 се ранети. Во серијата руски ракетни напади во Киев загинаа најмалку 5 лица, а ранети се 24, сите цивили кои возеле или пешачеле во центарот на градот, како што изјави советникот на украинскиот министер за внатрешни работи Антон Грашченко. Работата на метрото во Киев е прекината на сите линии, а подземните станици работат како засолништа. Метростаниците во главниот град се полни со луѓе кои се засолниле во страв од нови напади, но видеата кои кружат на социјалните мрежи покажаа дека нивниот дух не е скршен. Универзитетската метростаница во Киев се наоѓа на 87 метри подземја. Браво и нескршливи се само дел од коментарите на твитерџиите под снимките на распеаните киевчани. Британскиот врховен суд денес ќе разгледа законитоста на обидот на Шкотска следната година да одржи нов референдум за независност без согласност на владата во Лондон. Шкотската влада во Единбург бара ново гласање за прашањето дали Шкотска треба да биде независна земја. Новата британска премиерка Лиз Трас во телевизиско интервју овој месец го повтори својот став дека последниот референдум од 2014-та беше настан што се случува еднаш во генерацијата. Анкетите сега покажуваат дека гласачите во Шкотска речиси рамномерно се поделени во однос на независноста. На последниот референдум во 2014-та 55% од шкотите гласаа против отцепување, но тоа се случи пред Брекзит, за кој мнозинството во Шкотска гласаше против, и општите избори на кои за прв пат беше избрано мнозинство пратеници за независност. Од последици предизвикани од тропската бура Јулија загинаа најмалку 16 луѓе, соопшти официјални лица вчера, а повеќето од жртвите се од Ел Салвадор и Хондурас. Невремето која зафати Средна Америка проследено со обилни дождови и Јужно Мексико. Салвадорските власти соопштија дека загинале 9 лица, меѓу кои 5 војници, а најмалку 830 лица се евакуирани. Јулија во неделата ги погоди Карибите на Никарагва пред да се префрли на Тихиот океан. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!